Почитувани, Република Македонија наместо правна држава станува окупирана држава на Зоран Заев и неговата политичка булумента. Со низа докази и документи кои ви ги презентиравме изминатите денови, а се однесуваат на незаконско разрешување и именување на функционери, ви обзнанивме дека Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев директно и го прекршуваат изборниот законник член 8, а и законот за спречување на корупција. Социјалдемократскиот сојуз свесно го прекрши законот за спречување на корупција, каде согласно даденото мислење на оваа институција од денот на донесување на одлука за распишување на локалните избори до завршување на истите, постои законска пречка да се разрешуваат и именуваат директори, да се разрешуваат и именуваат управни надзорни одбори за кои владата има надлежност, освен во овој случај каде нивниот мандат е завршен, при што може да се именува вршител на должност. ВМРО ДПМН уште на првата пресконференција напомена дека имаме прибавено обемна документација и докази за антидатирано, нелегално и противзаконско назначување на управни надзорни одбори и незаконско именување и разрешување на директори и други раководни лица во институциите низ државата. За истите имаме докази дека се избрани и објавени во службен весник после распишувањето на локалните избори, што овие управни и надзорни одбори и именувани за разрешени функционери ги прави нелегални и нивните действија и одлуки во самите институции по сила на закон се нелегални. Уште еден таков пример за скандалозното и против правното работење на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев е незаконското разрешување на директорката за Фондот за иновации и технолошки развој. Имено, со решение на влада, после распишување на локалните избори на 10.8.2017 година, заведено под архивски број 02-414/7, противзаконски се разрешува од должност директорката на Фондот за иновации и технолошки развој Јасминка Поповска со подпис од господинот Зоран Заев. Во изден на 10.8.2017 година, владата донесува ново решение, заведено под архивски број 04-414/2, со кое се назначува нов вршител на должност на местото директор на фондот. Извесен Јован Деспотовски, со што грубо се прекршува даденото мислење согласно законот за спречување на корупција, каде децидно е дефинирано дека по распишувањето на локалните избори на 6 август постои законска пречка да се разрешуваат директори на управни и други државни институции до завршувањето на изборите. За да правниот преседан биде уште поголем, Социјалдемократскиот сојуз и Заев во брзање да постават што поголем број на партиски послушници за директори пред распишувањето на локалните избори на 6 август, не стигнале да прочитаат дека согласно член 33 од Законот за иновацијска дејност за избор на нов директор, управниот одбор распишува оглас и согласно член 35 од истиот закон, управниот одбор, а не владата го разрешува директорот на Фондот за иновации и технолошки развој. Потенцираме. Управниот одбор, а не владата, го разрешува директорот на Фондот за иновации. Владата на Социјалдемократскиот сојуз можеби би постапила согласно закон, но немала време, но и можност законски според процедура преку управниот одбор да го разреши директорот на Фондот за иновации. Владата не можела да го разреши директорот на Фондот законски, затоа што донела решение за нов управен одбор, заведено со архивски број 02-414/6 на 23.8.2017 година, дури 13 дена подоцна од противзаконската одлука за разрешување на директорот, кои самите ја имаа донесено. Сега е јасно зошто на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Заев им било проблем да ги испочитуваат законските процедури, затоа што најверојатно немале управен одбор во дадениот момент според нивен партиски терк. Почитувани, законските основи за разрешување или именување се прекршени. Се тоа се силни индици за незаконско действување, за ваквото работење кривична одговорност има и истата ќе постои кога ќе се врати правната држава. За ваквото незаконско работење ќе има и мора да има индивидуална правна и политичка одговорност за секој оној кој се огрешил пред законот. ВМРО ДПМН смета дека е најдобро незаконски именуваните и поставени лица во најкраток можен рок да си поднесат оставки, како што досега тоа го сторија двајца. Поради ароганцијата
и насилничкиот и противзаконски начин на владење на Социјалдемократскиот сојуз на престојните локални избори целосно ќе бидат делегитимирани од страната на граѓаните. Ви благодарам.